Благодарам, почитуван подпредседател на Собранието на Република Македонија, почитувани пратеници, почитувани медиуми, пред се почитуван народа македонски. Пред нас е на некој начин последниот закон од овој сет на во наводници европските закони за автопатиштата коридор 8 и 10. Поточно, пред нас е законот за утврдување на јавен интерес и прогласување на овој коридор за инфраструктурен коридор од посебно значење за државата. На крајот ќе извлечам неколку поенти кои се многу битни да ги знае македонската јавност. Цената која требаше да представува успех на оваа влада во однос на автопатот е екстремно висока. Самата цена од 1,3 милиарди без пенали или 1,5 милиарди евра со пенали од старт е повисока во однос на сите досегашни искуства во Република Македонија и околните држави. И при тоа, оваа цена не представува модел клуч на рака. Значи, оваа цена е отворена и во иднина ќе расте. Во ниту една ситуација нема да биде пониска од сегашната, што е многу лошо решение и договор помеѓу владата и изведувачот. Покрај оваа цена, државата ќе плати и многу дополнителни трошоци од буџетот со земање на скапи кредити, кои во моментот се со екстремно високи каматни стапки од 8 до 9%, како и многу други трошоци кои ќе бидат на сметка на владата, а не се пресметани во оваа сума на пари. Исто така, многу поволности и ослободувања се направени во однос на изведувачот, со што истиот ќе нема обврска да плаќа кон државата многу ставки, а оние што ќе ги плате дополнително ќе му бидат вратени средства од буџетот и тоа не се знае по која методологија. Овие последни две ставки што ги кажав, значи, зимањето на поскапи кредити и тоа што представува загуба за буџетот во однос на овој договор, според мое скромно искуство, меѓутоа сериозно стојам за оваа бројка, минимум 1 милиарда евра значат дополнителни импликации врз буџетот. Средства што нема да бидат примени во буџетот, например по основ на ДДВ, тоа што денес го разгледуваме, или средства кои ќе бидат одлеани од буџетот за останати ставки кои се обврска на државата во однос на овој проект. Да бидам појасен за јавноста, на крајот цената која ќе ја плати Република Македонија за овој проект изнесува тие 1,3 или 1,5 милиарди евра што ги знаеме, трошоци кои не се предвидени во договорот и ќе расте цената на договорот, односно на оваа сума, некаде околу 500 милиона евра, и средства кои ќе се одлеат од буџетот или средства кои нема да влезат во буџетот, некаде околу 1 милиарда евра. Сума сумарум, верувајте ми на зборот, ќе има стенограми од ова што сум му кажал, на крајот овој пат ќе кошта помеѓу 2,8 милиарди и 3 милиарди евра целокупни импликации врз буџетите на Република Македонија. Дел ќе се исплатат на изведувачот, дел ќе представуваат загуби за Република Македонија, односно средства кои ќе нема да се прибават по однос на активностите. Ова се премногу пари за 110 километри автопат, од кои 50% се постоечки автопатишта, кои треба само малце да се прошират, или постоечки магистрален пат со многу големи димензии, што дополнително се наоѓа во рамничарски простор. Тоа што денес го работиме со овој закон, се заокружува тоа што се можело да се даде на инвеститорот да се даде. Инвеститорот ќе биде ослободен од ДДВ,
ќе биде ослободен од акцизи, ќе биде ослободен од царина. Тоа што нема да може да го плати, нема да го плати, тоа што ќе го плати, например, ако купе нафта на македонскиот пазар, сето тоа ќе му биде вратено од буџетот на инвеститорот, дополнително од цената која е пресметена. Дополнително загрижува што немаме точна методологија на кој начин ќе се прави овој поврат. За да бидам појасен, ќе бидам и циничен, што ако му текне некој во оваа компанија што ќе биде тука ангажирана за инвеститорот, да набави 100 тони банана, условно да рече да ги давам на работниците да ги изедат, или деломно нешто ќе продаде. Сигурно, со бананите не е адекватен пример, меѓутоа, колку бетон реално ќе вгради инвеститорот за да му се врати ДДВ-то. Или, што ќе се случи со одредени количини на нафта, која илегално или легално ќе биде украдена или ќе ја снема кај инвеститорот, а државата треба за таа нафта да плати акцизи. Односно да му врати на инвеститорот средства за нафта која реално нема да биде имплементирана во автопатот. Сериозни прашања со кои овој закон кој денес го разгледуваме нема одговори. Значи, оставени се слободни простори инвеститорот да прикаже колку сака трошоци и на тоа да добие ослободување на ДДВ или поврат на акцизи, без тоа никој да го провери реално во пракса, дали е така или не е така. За тоа што зборам остатокот од милиарда плюс. Со законот за работни односи, инвеститорот со работното време 40 плюс 20 ќе ангажира многу помалку работници и тоа ќе значат помалку пари за буџетот во однос на придонесите за тие работници. Понатаму, со законот за минерални суровини, инвеститорот не плаќа концесии. Инвеститорот може било каде да копа минерални суровини и на тој начин да ги скрати транспортните трошоци, што е бенефиција. Дополнително, инвеститорот има покрај сегашните уште 3 месеци да ги користи овие наоѓалишта и никаде не е ограничен истите да ги продава на слободниот пазар и да профитира од оваа ставка. Со законот за урбанистичко планирање и градење дозволивме со урбанистички проект да напредува трасата, односно да се гради како и кога ќе му одговара на инвеститорот. Тоа значи имплементирање на сите грешки во крајниот проект и ставање на сите трошоци и од грешките кои неминовно ќе настанат во финалната цена. Значи, грешките нема да бидат на терет на инвеститорот. Со законот за експроприација, најпрво се ќе срушиме, после ќе следува експроприација и тоа ќе значи многу судски предмети, докажување, прераскажување како било, што било и верувајте ми 2 до 3 пати оваа експроприација ќе биде поскапа од сите досегашни во Република Македонија. Заклучок. Изведувачот е ослободен од било какви штети, пенали, обврски. Додека со договорот нема клучна рака, ќе има пенали, основната цена ќе расте, нема рок за изградба затоа што веќе рокот е пробиен од страна на владата со договорот и досегашната активност во собранието. Се на крај, еднонасочен договор со многу врски на владата, 100% и 0 врски на изведувачот. Тоа не е добар договор за Република Македонија. Жално е што го ова ставивте и во превезот се останато, зашто вие ќе решите, ќе оди по овој закон. Значи, дополнителни злоупотреби на законот ќе следуваат и во однос на други објекти. Уште едно прашање на крај, ако ова е толку добро, зошто не го примениме во целото право? Благодарам.
Има збор Мирче